почитувани колеги, денес зборуваме за Светлана Жупановска, другарката на библиотекарката Катица Јанева. Денес зборуваме за непочитување на деловник, денес зборуваме за кршење на процедура, денес зборуваме за непрофесионалност и денес повторно исто како што беше вчера. И вчера беше ова исто, само друго име и презиме имавме. Завчера беше исто, ден предходно, постојано истото се повторува. Зошто? Заради тоа што власта го сака тоа. Политичките партии ДУИ и СДСМ го сакаат тоа. Им одговара тоа. Заради тоа што кога ќе паднат од власт, почитувана јавност, ќе треба некој да ги штити, да не одат во затвори. Замислете, денес зборуваме за процедура која и така треба да биде поништена заради тоа што 14 месеци покасно, каде е пробиен рокот, суштествена повреда на постапката е направена со изборот на Светлана Жупановска да биде член на Советот на јавни обвинители, ама нема желба за професионалност. Зошто? Затоа што власта тоа го сака. Светлана Жупановска е кандидат кој го крши законот, кој дозволува како кандидат да се крши законот, да се крши деловникот овде, само за да биде именувана како член на Советот на јавни обвинители. Колегите претходно кажаа дека таа не заслужува да биде овде како кандидат, заради тоа што не ги исполнува условите и така ако постојат кандидати кои многу по-професионално си ја вршат работата, но ние овде, тоест власта овде во собранието, дава предлози само на недокажани и неистакнати правници, а законот вели да бидат истакнати. Но што ќе се кандидатите да бидат истакнати? Впрочем, ако се тие истакнати и докажани професионалци, знаете, тие истакнати докажани професионалци навистински ќе се борат против криминалот и вистински ќе застанат во одбрана на професионалноста. Но не е тоа потребно. На нив не им е потребно тоа. Им е потребно нешто, а тоа е криминалот да врви. Овие кандидати за кои зборуваме, Светлана Жупановска, новата Весна Дамева, која од стручен соработник ја направија за многу кратко време да биде председател на Уставниот суд. Или, впрочем, знаете како оди тоа? Во нашава држава вие што направивте во Македонија? Првин да се полага правосуден испит, па после да се оди на правни студии. Еми, нели професионални ќе бевте, ветувавте пред народот? Нели требаше да има правда за да има мир? Но вие не го правите тоа. Јас сакам сега моето скоро 3-часовно зборување на комисијата да го скратам во 10 минути. И верувајте, невозможно е, заради тоа што за овој кандидат има навистина многу што да се каже, зошто не заслужува да биде избрана. Не заслужува да биде на местото на оние кои одлучуваат кои да бидат јавни обвинители. Не заслужува првенствено отворете на отворени финансии, земала средства од истата институција каде работи. Дали е исправно дополнително средства покрај платата да се земаат? Што? За честно работење? А да не ги зборуваме оние 30.000 евра за награда кој ги доби, за да ја помогне на Катица Јанева да оди да биде библиотекарка во Идризово. Но правдата, верувам, ќе стигне. Она што најмногу не интересира сите и ја интересира македонската јавност е тоа дали Светлана Жупановска како иден сомнителен член на Советот за јавни обвинителства ќе придонесе кон зголемување на довербата во судството. Не.
Дали Светлана Жупановска како иден сомнителен член на Советот на јавни обвинители ќе придонесе да има зголемен процент на работа и транспарентност во покренување на обвиненија? Ке помогне ли? Не, заради тоа што таа нема воопшто помогнато досега. Пред мене овде се групирани и се архивирани и се организирани оние скандали кои се и ги имаме и се зголемува купчето на скандали кои ги прави власта, а обвинителството, судството ги помага, бидејќи немаше да биде ова купче толку големо, со потенцијални скандали за кои ние како политичка партија алармираме во јавноста, немаше да биде ова купче толку големо ако довербата во судството, довербата во системов беше многу поголема од она што е денес. Ама за жал со оваа власт довербата нема да биде само 3%, таа ќе биде 0. Таа можеби ќе се измисли некоја нова методологија на мерење доверба, да биде и дури во минус. Дали Светлана Жупановска, како виш јавнообвинителски советник, реагирала по некој од аферите? Можеби искажала нешто? Не, заради тоа што не смее и не може да го направи тоа, бидејќи ако го направила тоа, немала да биде потенцијален кандидат за кој власта толку крши деловник во Собраниево, за кој власта макотрпно прави активности за да биде избрана овде на нетранспарентен и неделовнички начин. Колеги, Светлана Жупановска не спомна ништо за Арберија, скандалите кои излегоа. Па учебници зошто немаше? Затоа што Арберија спонзорираше нешто што не требаше да го направи. Бидејќи, ако беше секако што треба со издаваштвото, учениците немаше да ги добиваат книгите 5 дена пред да заврши учебната година. Дали, можеби, Светлана Жупановска како мотив престанала или не кажала ништо за Бесмира Ејупи, или да не ги спомнувам сите можни скандали, а ги има стотици овде, за оние ликови кои добиваа на сомнителен начин безбедносни сертификати, за оние кои за неколку дена стануваат дипломати без конкурс. Каде е судството, каде е правдата таму? Ама со власта и со сето ова што ни се случува, ние единствено знаеме и сме сигурни дека вие како власт сте единствени кога треба да се гласа подобни за вас, а не за народот. Единствени сте кога треба да се гласа за подобра организација со цел вашиот криминал полесно и добро организирано истиот да врви. И секако за криминалот да бидете во иднина заштитени. Зошто барем еднаш не се организирате да бидете единствени за овие скандали да не минуваат? Народот да почувствува дека во оваа држава конечно еднаш за секогаш ќе има правда, за да има мир. Бидете единствени за спас на Република Македонија. Дајте единственоста да ја покажеме со тоа што ќе одиме на избори и доста со именување на другарите и другарките, на докажаните криминалци кои ги бираме овде. Ги бирате овде во собрание. Доста е со Светлана Жупановска, доста е со Весна Дамева, со Халид Фератов, со Андреј Тасев, доста е со оние кои не знаат дали водат институција за метрологија или за метеорологија. Доста е со такви кандидати. Веќе еднаш треба да застанеме, но за да застанеме на нозе ни треба избори и нова власт. Ви благодарам. Тука ќе направиме пауза.